Постануваат предизвиците за европскиот пат на државата, но вкупно и консолидирањето на државата и во делот на реформската агенда, меѓутоа и во делот на економското консолидирање, имајќи предвид дека владата ја има прогласено оваа година за година на економијата. Ова ќе биде фокусот на државата сега откако се потпиша пристапниот протокол за НАТО, според вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој по вчерашниот молитвен поедок во Вашингтон изјави дека очекува и поголема поддршка од САД за европскиот пат на Македонија. Самото членство во НАТО рефлектира на патот на Европската Унија, бидејќи тоа ја зголемува довербата кај земјите членки дека земјата штом ги подготвува условите и критериумите за НАТО, ги подготвува и за Европската Унија. Османи вели дека веќе не постојат надворешни политички пречки за државата да оди напред и оти сега се зависи од испораката на реформите, кои тој верува дека ќе може да се исполнат до јуни годинава. Со планот 18 го консолидираме тој процес на реформи и повеќе се фокусираме на испорачување на резултати во смисла на смена на однесувањето на луѓето во системот согласно духот на тие закони. Истакна дека овој месец ќе биде суштински за донесување низа закони за кои постои двотретинско мнозинство, како што е законот за јавното обвинителство, кој, вели Османи, треба да му обезбеди шанса и живот на специјалното јавно обвинителство како многу важен фактор во реконструкцијата на правниот систем. А дали одлуката на Врховниот суд да не може да продолжат истрагите на СЈО отворени по 30 јуни 2017 година ќе има последици врз владењето на правото и препораката на Европската комисија, тој рече. Јас не можам да коментирам судска одлука и веројатно ќе влијае, но ние мора да најдеме начин процесот да се заврши до крај. Мора сите истражни постапки да се завршат до крај за да не се остави ништо необјаснето дали има или нема во ваквите постапки. Османи повтори дека дуи натаму го поддржува концептот за консензуален претседател, но оти таквите кандидатури не смеат да бидат наметнати еднострани решенија. Што се однесува до предвремените парламентарни избори, пак Османи смета дека барем до јуни не е време да се одржат, бидејќи ќе ја дефокусираат државата од европската агенда. Шанса, која вели тој, е неповторлива.